Вести на Канал 8. Добар ден. Од секогаш горлив проблем на велосипедистите во Кучани е непостоењето на велосипедски патеки. Велосипедистите често се судруваат со одредени проблеми при возењето, а неретко се случуваат и сообраќајни несреќи во кои жртви се токму велосипедистите. Општина Кучани засега тешко го решава прашањето за велосипедски патеки, кое повторно беше поставено на велосипедското дефиле што по повод Европската недела на мобилност се одржа во Кучани. Во рамките на Европската недела на мобилност, ЕУ Инфоцентарот и Општина Кучани и оваа година организираа велосипедско дефиле, во кое учествуваат членови на велосипедските клубови од Кучани, ученици од основните и средните училишта и вработени во општинската администрација. Ваквите настани се за поздравување, велат велосипедистите, но признаваат дека недостасуваат велосипедски патеки во Кучани, поради што често се судруваат со одредени проблеми при возењето велосипед. Па за жал мислам дека нема, а има шанси некои да се направат, бар на кој можно место. Еве нека се огледат од таа страна некои други места, има место за пешаци и за велосипедисти. Може да се направи некоја патекичка мала. Сега малце потешко. Многу потешко. Треба да се пазим. Па на секој момент се пазиш, дали ќе се отвори врата на кола, дали нервозен воzač и тие работи. Сметате ли дека ќе бидете побезбедни доколку имаме велосипедски патеки? Секако мислам дека ќе има. Ќе се осеќаме ние посигурни и возачите посигурни. Прашањето за велосипедски патеки во Кучани често поставувано не само од новинарите, туку и од велосипедистите. Но Димитровски признава дека тешко се реализира, посебно во централното градско подрачје. Сепак се размислува да се прават велосипедски патеки во новиот дел од градот. Знаеме дека улиците се проектирани и изработувани во пред 40 на години, 50 на години, се со таков профил каде што не е можно да се специјални патеки направат. Меѓутоа, ние чиниме напори, ги организираме проектантските куќи, за да можеме да направиме, да извлечеме оно што може најмногу да се извлече, да се направат тие велосипедски патеки, поготово во новиот дел од градот и во новиот дел од градот, каде што е урбанизирана во поново време, ние таа акција ќе ја спроведеме и ќе воспоставиме велосипедски патеки. Значи, останува да заеднички сите се потрудиме да дел од улиците, дел од тротоарите ги направиме во специјални патеки за велосипедисти. Велосипедското дефиле започна од градскиот парк, од фонтаната во паркот и се упати кон кружниот тек на улицата Стево Теодосиевски. Потоа продолжи по улицата Димитар Влахов кон местноста Косовка и индустријската зона, па се упати по улиците Белкамен и Роза Петрова кон Стришани и на кружниот тек по улицата Тодосије Паунов кон средното општинско училиште Гоше Викентиев, каде колоната се врати во градскиот парк. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево го одбележа општинскиот празник и 12 години од своето постоење. По тој повод се одржа свечена програма во која беше вклучено и традиционалното рачно зажнеување на оризот. Почетокот на жетвата на оризот од овогодишната реколта во општина Чешиново Облешево символично беше означен со рачното зажнеување во атарот на село Чифлик. На тој начин, оваа локална самоуправа го одбележува својот празник, односно 12 годишнината од постоењето. Во рамки на прославата се одржа свечена седница на Општинскиот совет, на која беа представени постигањата меѓу двете празнувања. Беше речено дека за краток период се разрешени неколку инфраструктурни проблеми, а во тек е реализација и на нови проекти од оваа област. Во рамки на одбележувањето на општинскиот празник, на ученици од општинските основни училишта им беа доделени признанија за најдобри литературни творби на конкурсот Оризот е наша гордост, што беше распишан по повод празникот. Во селото Чифлик се одржа традиционалниот собир, на кој беше осветена празничната погача, со оглед што денот на општината се совпаѓа со верскиот празник Мала Богородица. Како што гледате и самите, сме на место во населено место Чифлик. Овде веќе по 12 пат го одбележуваме овој ден на општината, го жневуваме оризот и на сите земјоделци посакувам многу берикетна година, многу успеси. Се надевам дека и оваа година го збогативме овој културен настан со тоа што веќе имаме од повеќе држави представници кои се веќе со игралните групи овде, благодарение на Истиманско здраво и живо. Вечерта продолжуваме со културен настан во населено место Облешево. Претходната вечер имавме настан во населено место Чифлик. Би сакал дека и
наредните години да биде и овака и се надам дека и Мала Богородица и ова година ќе помогне на земјоделците да имаат берекетна година. Свечената програма за одбележување на денот на општината продолжи со дефиле на фолклорни групи од земјата и странство, а во паркот во Облешево се одржа концерт на кој со своја програма се представија учесниците во дефилето и музичари од државата. Австријски Техспорт донираше опрема за пожарникарите од Виница. Станува збор за нова опрема дизајнирана по австријски терк. Пожарникарите во територијалната противпожарна единица од Виница со нова опрема дизајнирана по австријски терк. Умбер Шнајдер, собственикот на австриската текстилна компанија Техспорт, која работи во индустриската зона во Виница, со донација за територијалната противпожарна единица од овој град, со што ја искажа својата благодарност за поддршката од општината и градоначалникот Дончев во досегашната реализација на оваа странска инвестиција, која што успешно работи на територијата од општината и вработува лица од повеќе градови од истокот. Компанијата Техспорт почна со работа минатата година и како една професионална и успешна компанија го покажува тоа со текот на работењето кај нас во општина Виница. Овде се вработени некаде околу 150 луѓе, а денес и на дело покажаа дека се и општествено одговорна компанија со донација на 12 заштитни оддела на нашата противпожарна единица. Сакам да упатам јавна благодарност до компанијата Техспорт и до собственикот на компанијата господин Отмар Шнајдер. За командирот на единицата Станко Спасов, опремата е од посебно значење, бидејќи таа е комбинирана за интервенции во пожари, поплави, сообраќајки за интервенции на отворен простор. Сакам да упатам јавна благодарност до господин Шнајдер и компанијата Техспорт, што ни овозможи да ни даде оддела за лична заштита на работените во противпожарната единица. Овие оддела најповеќе ги користиме за пожари во урбана средина, со тоа што овие оддела може да ги користиме и за пожари во отворен простор, за интервенции при сообраќајки, при поплави и така натаму. Австриската текстилна компанија Техспорт со работа во индустриската зона во Виница стартуваше минатата година како странска инвестиција со капацитет за 200 вработени. Како текстилна компанија со фабрики во повеќе земји, заштитен бренд и мешиењето на висококвалитетна опрема за пожарникари, која се извезува во повеќе земји ширум светот. Општина Кочани годинава го реализира проектот за ангажирање лица за извршување општинско корисна работа. Лицата се од евиденцијата на Агенцијата за вработување и извршуваат услуги со кои им помагаат на граѓани од социјално ранливите категории. Трета година поред во Кочани се реализира проектот за извршување општинско корисна работа, во кој се вклучени невработени лица кои се во евиденцијата на Агенцијата за вработување. Проектот е резултат на соработката на локалната самоуправа со UNDP и Министерството за труд и социјална политика, а партнери во неговата реализација се Агенцијата за вработување, Центарот за социјална работа и невладината организација Благородна мисија. Во просториите на општината, градоначалникот организираше средба со ангажираните во проектот, при што беа подпишани и договорите за ангажман. Нашиот проект годинава се вика Чекор кон ближниот. Имаме одобрено 5 лица кои што ќе се вклучат во социјалната сфера за давање на услуги на социјални корисници. Од 5 лица во различни сфери се вклучени, значи имаме вклучено 3 лица, 3 лица за услуги за стари изнемоштени лица, 2 во градот и 1 во рурална средина. Едно лице за посредување во делење на храна во народна кујна и едно лице во посредување на делење на облека и донација во Центарот за донација. На средбата во општината беше речено дека има двојна корист од реализацијата на проектот, односно и на страната на давателите и на страната на корисниците на услугите. Корисниците се социјално загрозени граѓани и преку проектот добиваат бесплатна услуга што сами не можат да ја платат. Ангажманот на давателите на услуга пак им овозможува да се стекнат со работни вештини, што би им помогнале полесно да се вработат. Со договорот, тие ќе бидат ангажирани во рок од 6 месеци, ќе работат по 20 часа неделно и месечно ќе добиваат по 6200 денари, во што се вклучени персоналниот данок и надоместокот за осигурување.
Додека трае проектот за општинско корисна работа, на ангажираните лица им продолжува статусот на невработени во Агенцијата за вработување, односно ќе немаат прекин во евиденцијата. Националната агенција за образовни програми и мобилност организираше инфоден во Кучани, при што беа презентирани можностите што им стојат на вработените во образованието преку европските образовни мрежи. Представниците на агенцијата констатираа дека наставничкиот кадар од регионот има сосема мали сознанија што нудат овие мрежи и како полесно да ги пополнат апликациите за нив. Професори од основните и средните училишта, воспитувачки негувателки од градинките, представници од невладините организации и вработени лица во локалната самоуправа на Кочани има обука за европските мрежи преку програмата Erasmus+ на Европската Унија. Презентацијата на мрежите ја реализираа представници од Националната агенција за образовни програми и мобилност, при што беше речено дека целта на работната средба е запознавање со мрежите Europass, Euroguidance, Eurodesk и eTwinning и какви можности нудат тие, какви се нивните елементи и новости. На презентацијата беа објаснети активностите што се организираат од страна на Националната агенција, а се однесуваат на помош и подршка на корисниците кои би аплицирале во наредните рокови што се поврзани со споменатите мрежи. Представниците од Националната агенција за образовни програми рекоа дека мрежите на Erasmus+ овозможуваат полесно представување на сопствените вештини и квалификации за поголема ефективност кога се бара работа или обука, а дел од мрежите се однесуваат и на финансирањето, контактите и ресурсите, со посебен фокус на финансирање активности и можности што се понудени од страна на Европската комисија, а кои вклучуваат млади луѓе или пак оние кои работат со нив. Исто така, на презентацијата присутните наставници и другите лица имаа можност за поставување прашања во врска со мрежите, за што добија соодветни одговори од представниците на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Екипата на Црвен крст при општинската организација Кучани го освои второто место на државниот надпревар во Кавадарци. Под мотото "Првата помош за и од децата", екипата од Кучани постигна успешен резултат. Општинската организација на Црвен крст Кочани учествуваше на 25-тиот државен надпревар на екипите по прва помош што се одржа во Кавадарци, каде што се пласираше на второто место. Во текот на надпреварот екипата освои 903 бода, а пред нив на самото место со само 7 бодови повеќе се најде општинската организација од Скопската општина Чаир. На надпреварот учествуваат 27 екипи од општинските организации на Црвен крст на Македонија под мотото "Првата помош за и од децата". Учесниците се надпреваруваа во две траектории, по 7 работни бази, од кои 4 во областа на првата помош, 2 од забавен и спортско-рекреативен карактер и 1 од дисеминација. На работните места од областа на првата помош успешно беа прикажани 11 симулации на повреди и 1 реанимација на срцево-белодробно оживување. Во организацијата на надпреварот беа ангажирани стручни судии, меѓу кои доктори и демонстратори, како и други помошни лица, а учесниците ги оценуваа 6 судии за дисеминација за игрите од забавен и спортско-рекреативен карактер. Во надпреварот во дисеминација најуспешна беше екипата на општинската организација Штип, која покажа најдобро познавање за движењето, визијата и мисијата на Црвен крст. Завршницата на фестивалот Истибанско здравоживо вечерва со гала концерт што се одржува на плоштадот Ангел Винички во Виница. Настапуваат домашни и странски фолклорни ансамбли и групи кои на автентичен начин го пласираат изворниот фолклор и традициите на својата земја. Меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо што годинава се одржува по 31 пат, вечерва ја има својата завршница со гала концерт на плоштадот Ангел Винички во Виница. Настапуваат домашни и странски фолклорни ансамбли и групи кои на автентичен начин го пласираат изворниот фолклор и традиција од земјава од која доаѓаат. Специјални гости вечерва се фолклористите од ансамблот Македонија од Скопје, со што ќе биде затворен фестивалот, а на сите учесници ќе им бидат доделени плакети и дипломи за учество.
дојдоа 8 ансамбли од светот и 9 ансамбли од Република Македонија. Започна со свеченото дефиле, големото оро овде во Истибања во неделата, каде што имаше многу илјадници посетители, со 2-минутно представување во центарот на Истибање на секој ансамбл учесник, за потоа ритуалот со погачите за добре дојде на секој учесник од земите учеснички од македонските ансамбли и со 5-минутно представување на ансамблите учесници оваа година. Потоа се помина на македонската национална вечер, каде што ја представивме Македонија со народните обичаи, традиции, специјалитетите, за потоа да продолжиме во понеделникот со фолклорниот караван, представување на ансамблите во општина Македонска Каменица, со национална вечер, секоја вечер имаше како пропратни манифестации по неколку земи кои што презентираат дел од своето богато културно наследство. Инаку во изминатите денови, додека траеше фестивалот, љубителите на фолклорот во Македонска Каменица и Облешево го проследија настапот на ансамблите од странство. Покровител на фестивалот и годинава е општина Виница. Како организатор на фестивалот и иницијатор за да се одржи фестивалот е токму фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, еве традиционално повеќе години е општината Виница, која што е генерален покровител на фестивалот, а фестивалот финански е подкрепен и од Министерството за култура на Република Македонија и поединци од Истибања. На Истибанско здравоживо во Виница годинава учествуваа ансамбли од Украина, Монголија, Јакутија, Црнагора, Косово и Метохија, Египет, Турција, Индија, Латвија и Романија и 8 ансамбли од Македонија. На Истибанско здравоживо за прв пат настапуваат и фолклористи од ансамблот Расцветена китка од збратимениот град Виница од Република Украина. Соработката меѓу двете општини, македонска и украинска Виница, започна пред 2 години и сега продолжува со културни гостувања и настапи. На годинешниот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо меѓу учесниците и фолклорниот ансамбл Расцветена китка од градот Виница, Република Украина, збратимен град со општина Виница. Збратимувањето беше направено пред 2 години, но поради настаните во Украина, годинава за прв пат се воспоставува оваа соработка со гостување на фолклорен ансамбл од украинска Виница во македонска Виница. Иако Виница украинска има 400.000 жители, нашата Виница знаеме колку има жители, но сепак соработката започна овде токму со културата и оваа година ни дојде по препорака на општина Виница нивни ансамбл, тие се многу задоволни, а веќе наредната година веќе е најавено и покана за ансамблот Китка од Истибања да ја посети украинска Виница. Фолклористите од украинска Виница веќе имаа свој настап во Истибања на отворањето на фестивалот, како и пред жителите на Македонска Каменица и Облешево. Вечерва настапуваат на гала концертот пред виничани. Од општината не го кријат задоволството од воспоставената соработка и очекуваат според најавите идната година фолклорниот ансамбл Китка од Истибања да учествува на фестивалот во украинска Виница. Со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.